Џабе британски амбасадор, џабе британска влада ќе демантира. По се изгледа овие од СДСМ мислат дека тоа што ќе го смислат во кујната на Бихачка треба да се голта со затворени очи со затнат нос. Да не ви се верува. СДСМ ќе не брани од мигранти. Уште да почне да ветува дека ќе го врати името и ќе го раскине договорот со Бугарија. Поголем квази патриотизам од овој не постои на планетата. Ајде само да ја прашаме нивната подпредседателка колку пари има дадено како директорка на фондацијата Сорос за мигранти и слични проекти додека беше на функција. Но знам ја што им е нив главниот проблем со стратешкиот договор. Тоа што не можат уште да лапаат и да си ги полнат джебовите. Како тоа некој ќе зема пари за изградба на железница и болници, а никој од СДСМ или ДУИ да не биде вклучен во проектот за да лапне некој тендерче. Или тие така се навикнати. Ако некој ти даде нешто, мора да вратиш. Па да ги прашам, така беше и со Преспанскиот договор. Така беше и со договорот со Бугарија или францускиот предлог. И таму да имало некоја финансиска компонента за која ние како народ ете не знаеме. Или да прашам, така се добиваат златни визи за Дубај. Како и да е, за секој што се разбира нешто од нешто, договорот за стратешко партнерство со земја како што Обединетото кралство, склучен во услови на турбулентна и нестабилна геополитичка состојба, е сериозен политички и дипломатски чекор во правец на зацврстување на односите со западната цивилизација. Тоа самото по себе е исклучителен успех за македонската влада, политика и дипломатија коите во чувствителни моменти најдоа решение за прашање од стратешки интерес. А СДСМ само нека тера, владата нека договара и нека гради, а они нека си лаат. На крајот, граѓаните ќе решат кој е во право.